Бизнисот нема граници, успехот нема случајности. Дами и господа, добра вечер. Добродојдовте во втората сезона на Бизнис класа, овозможена од Diners, заедно со мене Мишко Иванов. Во првата сезона поминаат 20 млади, искусни бизнисмени кои што ги раскажаа своите приказни. Во втората сезона продолжуваме со уште посилно темпо, продолжуваме со исто така многу гости, можем да најавам и многу ексклузивни приказни кои што ќе ги гледате во Бизнис класа на YouTube каналот Мишко Иванов, секако и на социјалните медиуми Facebook, Instagram, TikTok. Секој понеделник 20 часот на фреквенцијата која што ви ја споменав, YouTube каналот го следите подкастот Бизнис класа, копродукција на продукција 10 и Diners. Имам голема чест ова втора сезона да ја стартувам со една дама која што е позната во јавноста, дел ја знаат од политиката, во изминативе повеќе од 2 децении во бизнисот, кога е во прашање пиарот или односи со јавност, ако сакате и маркетинг. Ангелка Пеева-Луренчич, наша гостинка, добре дојдовте. Подобро те најдов. Благодарам на поканата. Пред да го отворам разговорот, подсетување, не заборавајте лайк, subscribe на YouTube каналот Мишко Иванов и на социјалните медиуми исто така. Мишко Иванов, Facebook, Instagram, TikTok. Пеева-Луренчич, споменав од политика до бизнис, каде е потешко? И на двете места не е лесно. Зависи што очекувате и што сакате да видите од себе по извесен период. Бидејќи ги имам и двете искуства, би рекла дека бизнисот е малку повеќе комплициран. Тоа е така во Македонија или затоа што не е поставен, ако прашаш и ако разговора со многу бизнисмени, не е поставен некако системот, бидејќи особено овие странскиве компании сите прво се фаќаат правниот момент, таа правна стабилност и потоа недостатокот на квалификувана работна сила, може би дело како клише, меѓутоа некако... Па еве да ги видиме двете категории. Едната категорија е политика, другата категорија е бизнис. Кои принципи владеат во политиката, а кои принципи владеат во бизнисот? Што е политиката? Политиката е владење на мнозинството. Значи, за да стигнете внатрепартиски, да станете кандидат за одредена позиција, функција внатрепартиски прво, треба мнозинството во партијата да ја одобри вашата вредност. И тоа е механизмот на работа во политиката. За разлика од тоа, во бизнисот механизмот е пазарната економија или правилата на пазарот. Тука немате одлука на мнозинството. Немате систем кој што ќе ве убеди дека вие сигурно ќе успеете ако мнозинството ве прифати. Тука постојат правилата на пазарот кои што функционираат безмилосно. А тоа е дали некој е спремен да плати за вашиот производ или услуга. Изборуваме за две сосема различни вредности. Ќе дадаме на кратка увертира. Ангелка Пеева-Луренчич, собственик, кособственик на повеќе комуникацијски агенции во земјата и регионот од областа на односи со јавност, маркетинг, промоции, присутни на пазарите повеќе од 25 години. Агенции во Скопје и Белград, вработени повеќе од 200 лица. Јас некако бев онака не изненаден, туку не очекував дека толкава е бројката на луѓе, меѓутоа кога ќе ги собереш сите оние активности и се она каде што сте распослани низ регионот, веројатно и очекувано е. Таа бројка на вработени 200 лица, тоа се 200 плати, 200 семејства, како сакате. Вие сте пионери кога е во прашање пиарот, уште никој не се зборуваше пиар во Македонија и од дистанца сега веројатно е малку полесно да гледате. Па да, тоа беше едно предизвикувачко време за нас, кои што сакавме да го имплементираме пиарот во пракса, а немавме научна подлога, немаше образовни институции, немаше академско знаење и моравме да го прибираме од регионот или пошироко, за да можеме да стартуваме со некакви стратешки односи со јавност, а не само да кажеме дека работиме пиар и тоа е тоа. И во таа далечна веќе 2002 година
главниот проблем беше каде да се собере тоа знаење и како тоа знаење да се имплементира овде, како да се убедат компаниите дека тоа е потребно за еден долгорочен развој во смисла на градење на доверба и во смисла на градење на репутација. Ова е некаде крајот на 90-тите, почетокот на 2000-тите. 21-виот век. 21-виот век и сега нашиве фирми се уште беа генерално затворени. Сега вие треба да објаснувате па PR, па тешко ли одеше тоа пробивање, па уште да ви платат за тоа? Да. Денес малку е полесно. Еднакво е тешко, со тоа што Полесно денес да е патот. објасните на луѓето. Да, патот е малце повеќе отворен. За среќа во тој период во Македонија имаше компании со интернационален карактер и за нив односите со јавност не беа новина. Така. Ниф им беа нужни. Ниф им беа потребни и нужни и тоа е во суштина капислата која што даде ветер во грб да може да се оформи едно јадро на ентузијасти кои што сакаат да имплементираат сериозни односи со јавност. Тука би ги споменала тогашните пивара Скопје, кои што беа дел од Кока-кола и Хайнекен групацијата, компанија која што и ден денешен е наш клиент, значи веќе скоро 25 години, и Мобимак, денешен T-Mobile, кој што е дел од Deutsche Telekom, кој што има предуслови за имплементации на таков тип на комуникацијски програми. Повеќе ви интересира корпоративното или политичкото? Бидејќи може да пливате и во политичкото, имајќи го во предвид багажот кој што го имате зад себе политички. Комуникациите треба да ги гледате низ една поширока слика. Значи, тие без оглед дали се корпоративни или општествени или политички, како год и да ги кажеме, имаат иста структура на имплементација на стратегија. Јас, односно тимот на Image PR во последните години работи исклучиво за корпорации, односно корпоративни односи со јавноста, иако сме имале случаи кога сме работеле и политички односи со јавноста. При тоа, да не заборавиме дека односите со јавноста се нужни исто така и за одредени институции, интернационални или домашни, апропо транспарентноста во нивното работење кон засегнатите целни публики. Да се биде жена менаџер во Македонија е тешко или нека делови клише и шовинистички говорам, жена менаџер во смисла како велиме не на систем кој што е поставен и некој друг одозгоре ти менаџираш, туку баш во вашиот смисол каде што практично вие сте системот. Вие треба да најдете работа, вие треба да најдете пари, вие треба да исплатите плати и така натаму. Тоа е тешко во Македонија? Тоа е тешко секаде. Значи, единствениот евалуатор на вашата работа е пазарот. И вие секоја 1 јануари почнувате од нула, без оглед дали на 31 декември сте оствариле некаков капитал кој што може да ви помогне во следната година. Но финансиски, секој 1 јануари, сите ние почнуваме од нула. И во таа трка треба да се размислува како да се донесат нови клиенти, како да се даде најдобар сервис, како да се почитуваат правилата на струката, професионалниот кодекс, и тоа бара многу голем степен на дисциплина и систематичност. Јас во едно интервју кажав и сега би го повторила, бизнисот е како една џунгла во која што секој утро се буди еден лав и една газела. Лавот, за да обстане, треба нешто да јаде, а него идеална храна му е газелата. Од друга страна, газелата, за да обстане, треба да трча и да му побегне на лавот, за да не биде само еден убав плен на тој ден. И во бизнисот, без оглед дали сте лав или газела, секој ден мора да трчате за да стигнете до целта која што сакате да ја постигнете. Сега дали е тоа тешко
или едноставно е прашање на личен избор, затоа што самите бизниси даваат пак една друга ментална динамика, која што носат и некаков адреналин, затоа што на крајот од денот не работиме само за пари. Овој бизнис колку пари врати? Вкупниот маркетиншки комуникацијски бизнис па околу 50-60 милиони евра Во Македонија? во Македонија. Годишно? Годишно. Во регионот? Тама е Во регионот е многу појако, 3 пати повеќе, да речеме, од нас во секоја од земјите. А генерално во светот милиарди стигнуваат? И политички Многу корпоративни? милиарди. Значи, целиот свет го движат комуникациите. Денеска на војните не се водат на боиштата, тие се водат. Но тоа што ние го добиваме како финална вистина, како крајни консументи на вистината е нешто што поминало низ рацете на некои пиар експерти, комуникацијски експерти, комуникацијски менаџери, за да ја добиеме сликата која што некој ја замислил некаде и треба да биде прикажана кон остатокот од светот. Вие ја немате истата вистина секаде. Ако отидете во Јужна Америка, имате една вистина. Ако дојдете во Западна Европа, имате друга вистина. Ако отидете во Азија, имате трета вистина. А тоа се произлегува од некакви центри кои што произведуваат стратегии, комуникацијски платформи за да креираат одредена перцепција. Значи, не постои свет без комуникација. Така е. Јас се сеќавам, бидејќи нашиве, па од кога сватија што значи пиарот, веќе малку почнаа да го помешуваат и со пропаганда, и особено политичарите пиарот го користат многу често за не за замајување на јавноста, туку за продавање на приказни некогаш и кои не се вистините. Но едно ми е многу значајно. Например, Тони Блер знам дека трчаше, сега го не ми текнува на човекот, трчаше и му нудеше милионски суми на пари, дури на плажа го наоѓаше за да биде негов советник и да, и тоа пиар. е доста контраверзен лик, тој за кој што зборувате, ќе ми текне името и мене подоцна, затоа што во нашата струка не е многу ценет. Да. Многу често се служеше со спинови и манипулации, Така е, кои што затоа. подоцна се Се вратија не како тикнува, се вратија како бумеранг токму на него и на неговите клиенти. Дури и мислам дека беше гостини и во Скопје да. пред 10 години. И двајцата имаме послаба меморија, очигледно не памтиме имиња, но знаеме точно за што зборувам. За кого зборуваме, точно знам затоа што на плажа одеше да го бара. Да. Толку ли е битен пиарот? Толку ли е битен маркетингот? Каде завршува пиарот, почнува пропагандата? Колку е битен, да го цитираме Черчил. Значи, Черчил е во една друга доба, во една друга приказна, кога сме ги немале овие медиуми што ги имаме денес, кој што тогаш рекол, не постои јавно мислење. Постои само објавено мислење. И ако е тоа така, дека обликувањето на јавното мислење е во директна спрега со комуникациите, тогаш тие се клучни. Затоа што кој носи победата во новиот свет? Тој што ќе го освои пазарот. Тој што ќе освои јавноста. Тој чија што вредност ќе надвладее над вредностите на другите. А тоа е можно само со стратешки комуникации во сегментот на односи со јавност, во сегментот на адвертајзингот, во сегментот на маркетингот. Борбата за нов пазар меѓу континентите и корпорациите станува немилосрдна. Ние пред 50 години сме имале 30% од вкупното население богати луѓе, 30% исклучително сиромашни и некоја средна класа која што е остатокот од процентите. Денеска
светското богатство е концентрирано на 1%. Значи за 50 години ние имаме страшна концентрација на вкупното светско богатство во 1% од популацијата. Така што водењето на професионални комуникации е кондиција sine qua non, што би рекле правниците, или основа за било што сакате да работите во денешно време. Кога велам пионери, кога во прашање пиерот, бидејќи вие први почнавте и се она што е на некој начин најголем дел од она што имаме други агенции, ваши конкуренции, тоа е индиректно се започнато од кај вас, од вашиот покојен сопруг Иво Луренчич, кој што ги поставуваше темелите и на маркетингот и на пиерот. Особено за пиерот бевте вие задолжени. И кога е тој момент кога велите, сваќате, јас можам да изградам собствена компанија? Тоа е моментот кога ќе сватите дека тоа што вие го знаете и можете да го понудите на пазарот, некој за тоа е подготвен да плати. И што беше најтешко во почеток? Ние го говоревме тоа, тешко да пристапиш до компании. Прво најтешкиот момент е да совладаш професијата, односно да собереш знаење за односите со јавност, да поканиш тим кој што ќе биде дел од истата таа приказна и така подготвен да можеш да понудиш продукт на пазарот кој што некој може да го купи. Затоа што нема втора шанса за прв печаток. Ако тој продукт е никаков, тоа значи дека вие сте осудени на пропаст во првите 6 месеци. Само ќе правите трошоци и еден ден ќе затворите. Затоа една година беше потребна да ние дојдеме до нивото потребно да производите, односно тоа што е наша основна работа, биде ставено на пазарот и за тоа некој е подготвен да плати. И да личи на сериозна Не да агенција. личи, не сме да личи, мора да биде сериозна. Не, да биде сериозна агенција, да. Да биде сериозна нашата агенција, тимот во нашата агенција е основата на нашата вредност. Тоа е единствената агенција за односи со јавност која што е наградена со златна плакета од страна на Интернационалната PR асоциација на светско ниво во 2016 година. Инаку ИПРА е консултативно тело на Обединетите нации. Вие не можете да добиете Golden Award Award ако немате добра комуникацијска платформа да покажете. Значи, го добивме нашето признание на светско ниво преку учеството и преку прикажувањето на тоа што ние го работиме на домашната сцена. Кој е најголемиот ризик што сте го презеле? Многу ризици сум презела, меѓутоа најтешкиот, можеби најголемиот ризик е кога почина мојот сопруг пред 13 години и требаше да одлучам дали ќе продолжам да ги водам сите компании кои што тој ги водел до тогаш. Тоа беа вкупно? Па 5-6? 4. 4? Да. Во такви моменти седите сами, размислувате или се консултирате, или најбитна е ве води интуиција, ве води чувство, ве води разум, измешано со емоции? Во такви моменти најчесто одлучувам сама. Знам да си поставам прашања кои што се најтешки и кој е најлошото сценарио што може да се случи. И дали сум подготвена да го преземам ризикот и за најлошото сценарио кое што може да се случи. Дали во тој случај јас и моите деца би можеле да продолжиме со животот понатамо во некакви нормални услови. Се разбира, емоциите се исто така важен дел
кога носите било каква одлука, а не волкутешка одлука, затоа што тоа таквите одлуки не се само ваши, вие носите одлука и за вработените, и за нивните семејства. Тоа не е товар само на еден човек. Јас не одлучував само за себе, одлучував за сите. И товарот што се презема кога ќе ветите некому дека сте подготвени да го водите тоа понатаму во добар правец, е навистина еден голем ризик. И јас сум искрено благодарна на сите колеги кои што го прифатија заедно со мене тој ризик, знаејќи дека Иво Лауренчич веќе не е меѓу нас и дека патеката ќе можеме да ќе мораме да ја продолжиме без него. И еве 13 години потоа со гордост можам да кажам дека и покрај тоа што на страната за и против задржување на сите компании, на страната за имав многу малку рецки, но сепак одлучив да го преземам тој ризик. Денес се сите тие компании успешни, со квалитетен кадар, присутни на пазарот, со најдобри резултати, секоја година се подобри. Уште малку во овој емотивен дел, кога носите ваква одлука, го поставувавте прашањето само на себе како би реагирал Иво Лауренчич во ваква ситуација или што би сакал да направам? Не, тоа се веќе преризични ситуации за такви толку емотивни прашања. Не, например, морам ова да го направам за Иво. Морам за Иво, ова затоа што Иво не би сакал вака, Иво би сакал да продолжим и понатаму. Дали да, таа емоција е моја. Тоа случајно е што мене Иво ми бил сопруг. Значи Иво беше мастер во областа што е работеше и да речеме човек кој што знаеше како од ништо да направи нешто. И останувајќи без таков член на тимот, значи не зборувам останувајќи без сопруг. Да, без столбот практично. Без таков член на тимот за сите компании кој што при тоа и е менаџер и креативец, е сериозно одземање на силата и вредноста на самата компанија. И тогаш не размислувам што би рекол Иво. Размислувам како можеме да излеземе од ова. Дали можеме да излеземе од тоа? И доколку имаме стратегија, систем, план, дисциплина и врвен професионален производ, ќе успееме во тоа. И тврдам дека тоа се единствените елементи кои што ни помогнаа низ годините да обстанеме и да бидеме секогаш на врвот. Се цени ли професионализмот во Македонија? Бидејќи набројавте се што е значајно, дали тоа го препознаваат компаниите, кога е во прашање корпоративен пиар, еве политички ќе го тргнам на страна, се цени ли професионалноста? Бидејќи ви имате и разноразна нелојална конкуренција која што го бутка пазарот практично со ниски цени кои што Па, никој не е толку богат за да плаќа ефтино, јас така би рекла. Затоа што кога ќе платите ефтино, прашање на време кога ќе платите дупло поскапо тоа што сте го заштеделе во минатите години. Сепак комуникациите се пресериозна работа да ги оставите на материи. Како за се друго, се разбира, вие работите со довербата на компанијата и со репутацијата на компанијата. Тоа е најголемиот асет, најголемиот капитал на денешното време. Еве, например, колку кошта да го купите брендот Кока-кола? Многу. А колку кошта да ги купите фабриките на Кока-кола? Како објекти и машини? Многу помалку. Значи, довербата и репутацијата се крие во името и перцепцијата на името на компанијата. Еве еден пример за тоа. Кога започнаа терористичките напади на Макдоналдс како прозападен култ во некои источни земји,
и повеќе Макдоналдс ресторани беа во фокус на демонстрантите искршени и неспособени за работа. Во интервјуто на собственикот на Макдоналдс насловот беше следен: што сакат можат да прават. Ќе го земам жолтото М и ќе отварам следното утро на сосема друго место. И репутацијата ќе биде потполно иста. Значи, вредноста што ја даваат системски насочените комуникации во еден интегрален склоп на адвертайзинг, маркетинг, односи со јавност, промоција, ја даваат финалната слика и ние тоа како тимови во Македонија, не само нашата агенција, нашите агенции, постои еден сет на агенции кои тоа знаат на вистина добро и професионално да го прават. Но постои еден друг сет кои што едноставно продаваат ветер и магла. Талент, контакти, пари, упорност. Што е најважно? Поред упорност, талент, контакти, парите сами ќе дојдат. А доаѓаат сами? Да, ако работите само за пари, никогаш нема да имате пари. А ако работите да дадете најдобар сервис и тој за кого што работите почувствува дека тоа вреди, парите сами доаѓаат. Па тоа што е филозофијата на бизнисот. Да создадете нова вредност. Филозофијата на бизнисот не е да создадете пари. Филозофијата на бизнисот е да создадете вредност за која што некој е спремен да плати. Колку таа вредност е поголема, толку повеќе е спремен да плати. А од таму доаѓаат и парите. Ако трчаме само по парите, да бидеме сигурни дека тие еден ден ќе престанат да доаѓаат. Треба трчаме по квалитетен производ, квалитетен сервис, најдобар. Никогаш и да изгубиме. Не е страшно. Парите доаѓаат како последица, а не како причина. И тоа е чудно, сум го приметил. Сакате приватно, сакате бизнис. Кога и да трчите по парите, тие никогаш не доаѓаат кога вие трчате по нив и кога. Туку во момент кога баш ова што го зборите ќе излезе на виделина квалитетот и тогаш веќе ви е небитно, сваќате дека парите се битни, да не се лажеме, но од тоа живееме сите. Кога веќе доаѓаат, знаете, сваќате дека во моментот кога не трчате по нив, тие доаѓаат. И тоа е чудна некоја филозофија. Тоа е очигледно универзумски принцип, кој што така функционира, зашто ние не можеме да сакаме да како тим да креираме најдобри стратегии и цело време мислиме колку пари ќе му земеме на клиентот. Ако мислиме колку пари ќе му земеме на клиентот, ние не мислиме на стратегијата. Значи ние мислиме да размислуваме и даваме сервис и производ кој што ќе направи поголема вредност од таа што во моментот клиентот ја има. Го сваќаат тоа? Подоцна, да. Да? Сте имале бизнис промошување од кое сте научиле многу? Од секој бизнис имаме некаква лекција, некои добри, некои помалку добри. Сум имала конкретни бизнис промашувања кога сум влегла во области кои што не се мои, например представништво на дизајнерски ташни од Италија на еден наш пријател дизајнер кој што ние не знаеме да го работиме и тоа живееше 6 месеци. Значи тоа е бизнис промашување. И такви имам неколку во мојот живот, но сите тие се лекција. Но најголемата бизнис промашување е кога ќе доделите доверба некому кој што таа доверба не сте ја провелиле предходно, со моралниот капацитет на личноста кој што го одбирате да биде ваш соработник или слично. И кога ќе му дадете поголема цена од тоа што ја заслужува, ќе ве разочара за кусурот или за разликата. И такви сум имала една така серија, да речеме, бизнис промашувања, што е сепак дел од бизнисот. Но и тоа се некои фини лекции кои што ни даваат па една друга мудрост да не поклонуваме доверба баш така лесно.
стоечки ги издржувате ризиците, нападите, или знаат да ве погодат, да ве здоволат, апропо овие, например, промашување? Па тоа не се лесни процеси, но вие немате голем избор. Може да седнете, да плачете или да кажете добро, тоа е тоа, одиме понатака и гледаме каде стојат другите можности, каде се другите потенцијали и таа тактика, односно таа стратегија се покажа како добра, затоа што тимот е одличен, резултатите се одлични, клиентите се супер задоволни, ние имаме одлично портфолио на клиенти и тука и во Белград, и сите агенции меѓу себе. Но лекциите, животот постои за да се научат и такви лекции. Ајде, одиме подиректно. Бидејќи може да говорите на тоа. Зошто некои компании имаат добар производ, а не умеат да го продадат? Зашто не ангажираат професионалци? Не умеат. Ако имаат добар производ, мора луѓето да знаат дека тој производ е добар. И како ќе му верува некој на другиот, затоа што овој рекол добар е производот. Постои систем како тоа функционира. Значи, почнува од истражување на пазар, па утврдување на unique selling point. Зошто тој производ е подобар од другиот? Зошто некој би го купил баш тој производ? Па тие 4P по Филип Котлер. Иначе, Алестер Кембел е името на пиаровецот на Текна, да. Тони Блер. Ми текна и мене во моментот, може и тебе. Да, имаш и уште еден Дейвид Хил, ако не се лажем, али ми текна секоја ги споменав Кембел, да. Дракер сакав да го кажам и ми текна Кембел. Значи, мора да следите некаков систем, некаков ред. Не може да очекувате ќе направите производ и тој сам ќе се продава. А може ли комуникација да уништи добар бизнис? Лоша комуникација? Апсолутно. Да? А имаме такви примери и кај нас и во светот, например Volkswagen со неговиот софтвер за мерење на издувните гасови. Значи, они без причина не комуницирале транспарентно и тоа беше голема афера и нивната продажба падна за не знам колку посто на пазарот. Америчкиот United авиопревозник, една тврда комуникацијска приказна која што не им излегува во пресред на нивните корисници на услуги, што им донесе големи загуби на пазарите. Дали вистината е најдобра комуникацијска стратегија и што прави добар комуникатор кога компанија ќе направи грешка? Колку слушаат? Вистината е единствената можност за комуникација. Не може да комуницирате невистина. Можете, ама да сте спремни да си ја затворите фирмата за некој месец или за некоја година. Значи, невистината на кратко. Основа на секоја комуникација се потврдени, релевантни и јасни факти, кои што вие ги обликувате и ги комуницирате со јавноста и со целните публики согласно нивниот капацитет да ги прими информациите што сакате да ги пренесете. И по правило, таа комуникација не е еднонасочна. Тоа е двонасочна, мора да чуете и тие што мислат, па да ја прилагодите на нивните мислења. Доколку е еднонасочна, креирана од избрана група на луѓе и базирана на емотивни информации кон масата, кои што прави промена на ставови и однесување, тогаш зборуваме за пропаганда. И пропагандата ја имаме и ја гледаме и во светот, и во регионот, и во историјата, многу јасно какви штети може да донесе цивилизацијски штети. Абсолютно. Не само ние ги живееме во моментот. Микроштети. Значи, тоа се така што вистината не е прашање, вистината е основа за почеток на било каква комуникацијска стратегија. Се понатаму е професионализам. Што беше второто? 2 Дали компанијата ако греши? Да, дали
Дали вистината е најдобра комуникацијска стратегија? Што прави добар комуникатор кога компанијата ќе сгреши? Свикува Освен што кризен се штаб. нервира, свикува кризен штаб, Да, кризен свикува пиер, кризен- се нервира и треба да објасни на собственикот. Не е собственикот, значи Тоа се тензични во кризен штаб. Треба да бидеш исклучително внимателен, затоа што во кризен пиер треба да го внимаваш буквално предпоставувам на секоја точка, така да видим од каде дува ветерот, кој, што, како, тоа е сега по новинарство на принцип на да, превртена тоа е третата пирамида. фаза. Да. Првата фаза е што на вистина се случило. Значи Мгм. тука царот е гол. Ние не може да скриеме дека царот е гол. Мгм. Посебно не може да скриеме во време на Денес нема шанси. дигитални, значи тоа некој само може да си го лаже умот дека нешто може да се Мгм. скрие. Тоа кога тогаш излегува на виделина. Значи кога некоја криза ќе се случи, се свикува кризниот штаб во кој што има од генерален директор, правна, друг тип на служби, агенцијата и луѓето задолжени Мгм. за комуникација. Се утврдуваат фактите, се утврдуваат одговорностите и во првиот час по можност, и тој го викаме golden hour, се излегува со изјава. Golden hour. Златен час? Златен час, Аха. затоа што Што е златен час? златен час е Моментот времето, кога треба да излезеш? златен час е времето од кога си дознал до првата комуникација со било која јавност не треба да биде подолго од 1 час. Во идеални услови. Да. Затоа што комуникациите секако ќе се случат. Прашањето е дали вие ќе ги водите или некој друг тоа ќе го направи за вас. Е сега, извинете што е прекинав во контекст на ова. Апропо македонскиот синдром, секој чудо за 3 дена. Тој го советувате, кјути за 3 дена ништо нема да има. Или тоа е тотално тоа погрешно? Тоа тоа е скроз погрешно, предпоставам, така? тоа за кое што ние се грижиме е репутација. Мгм. И секое оштетување на репутацијата е ненадоместлива штета за компанијата. Ние може да прекјутиме, ќе се забори, ама не се заборава. Тоа се памти. И луѓето, кога ќе измериме ние ниво на доверба, за 1 година ќе видиме дека таа паднала. Мгм. Значи, таа ќе се заборави во јавноста, агенда сетерите, вие, медиумите, нема да ја ставите на насловно, зашто не може една иста работа да ја ставате секој ден. Мм. Но таа остава последица во перцепцијата на целната публика, на потрошувачот, на одлучувачот. Вие не можете да направите сериозен инцидент со смртни последици, кој што ќе трае 3 дена и да очекувате дека за 2 години тоа никој нема да се сеќава. Добро, тоа е невозможно. Да. Тоа е невозможно. Колку, бидејќи живееме во ера на дигитализација, кој што оди несомнено напред, AI, не знам, вештачка интелигенција, чат GPT и така натаму, колку во овој контекст се адаптирате како компании, и маркетиншкиот дел, и PR делот, во која смисла? Се плашат ли фирмите од лоши коментари под Facebook, Instagram, TikTok, правен се, барем можеш што сака да ти направи вештачката интелигенција? AI е алатка што треба да ни помогне како побрзо да ја завршиме работата. Не како да ја завршиме. Како побрзо да ја завршиме. И тоа се, ако порано имало, например, менаџер и асистент на менаџерот, или акаунт и акаунт асистент, сега тоа може да се намали, затоа што AI ти е асистент. Денес имаш вработен за $20. Да, Месечно. но тој не може да те води. Значи тоа не може да Така. те води, затоа што AI е далеку од умот што ние се уште го развиваме во различни праци. AI се базира на веќе постоечко знаење. Но што е интересно сега кај компаниите? Сите што мислеле дека социјалните медиуми се доволни за комуникација на својот производ, бренд, корпорација, било што, AI-от не ги препознава како reliable source социјалните медиуми, како извор со доверба. Аха. Туку ги препознава медиумите со
релевантна следеност, формалните извори, публикации формални и слично. Така што AI кога црпи информации, црпи од доверливи извори. Така е. И сега медиумите со педигре се тие кои што ќе го полнат тој фундус на информации, а не социјалните медиуми. Социјалните медиуми се забава за ефтини пари за еден ден. Што дел од нашите бизнисмени ја користат. Вие не па нормално, секој би ја користел. Тоа може да биде како еден зачин во маџата што ја правите, Така е. но не може да биде се. Така што AI-от е само, да кажеме, можност за вистинските професионалци и во медиумскиот свет, и во научниот, академскиот свет, и во нашиот свет, да дадат нешто поинакво, а да го користат AI-от како помошник. Бројот на следбеници значи влијание или? Бидејќи... Па зависи, има некој, тој има милиони следбеници, а прави глупости сега. Зависи што очекуваме Сега, ние. милиони следбеници не значи вистинска вредност. Па тоа е прашање на вкус и проценка. Аха. Јас на вистина не разбирам на тој концерт во каде беше Охрид ли, каде тој Дисингерица ги фрла, децата одат на концерт, го следат, а тоа нема никаква вредност. И сега многу тешко да одговорам на прашање дали има вредност. Нема вредност се, но нешто има. Значи, Добро, да. а дали има влијание? Се разбира дека има. Какво влијание и кон кого треба да се испитува од случај во случај. Знаете, во кој смисла нема вредност? Сега ти... Некој има. Но некои од фирмите пак одат напротив кон тоа што нема вредност. Знаат дека нема вредност, но Ма цело да, ма таму. каков резултат тоа ќе им донесе? Па не знам. Но може да одат. Не Јас знам. како реков, ако постојат фирми што се толку богати да можат да купат ефтино, нека купуваат, зашто ќе платат скапо на крај. И искрено поважна ми е репутацијата и вредноста отколку бројот на... Па се На разбира. лајкови. Се разбира. Се разбира. Вие, кога отварате профил на Инстаграм, ТикТок или Фейсбук, како компанија, и имате коментари, првото прашање што треба да си го поставиме е, кој е тој што сака да коментира на нашиот профил? Одма се добива одговорот, конкуренцијата. И сега, многу е важно како ќе изложите и дали ќе изложите компанијата на такво јавно расчеречување. И дали има таква потреба. Затоа што конкуренцијата е таа што прва ве гледа. Што е нормално. Проценка на вистински паметен стратег е дали тоа на вистина и е потребно на компанијата и каков бенефит или ризик и носи. Па веројатно побрза комуникација. Не зборувам со јавноста, не зборувам со конкуренцијата. Предпоставам се обидувам да влегам во мантрата. Значи, Кај нас некој одат и од помодарство. зависно од случај до случај, нема тука правило, но секако социјалните медиуми не се и не можат да бидат подлога за една сериозна комуникацијска платформа. Пева, како се балансира кариера и семејство? Децава се веќе големи. Да, ама не беа секогаш големи. Ама не беа секогаш големи, особено тој период. Да, што го значи споменував. Ведран беше 8, Вера 11, кога морав да ја преземам Но целата Во одговорност. најкритичните години. Да. И се балансира со тоа што добро ќе се организираш, добро ќе поставиш денот, ќе се дисциплинираш и ти околу тебе и ќе најдеш доволно време и енергија за сите работи за кои што си неопходен. Како што кажав, Image PR и Идеа и другите агенции сите имаат еден прекрасен тим кој што функционира и без мое 100% присуство. Децата не можат да функционираат, посебно не во таа возраст, без 100% присуство, така што мојот приоритет биле тие во одредена фаза, сега сме во друга некоја фаза, така што може да се најде
еден баланс. Тие индиректно го живеат бизнисот. Да. Не се вклучени и вака, сакаат да го работат ова и се допаѓа или следат, тие пратат, се вие сте многу по скоро- јавно експонирани. Многу скоро на вистина и сватија што работам, затоа Аха. што и мојата работа е доста комплексна. Не е само пиар, него и адвертайзинг, и промоции, медија мониторинг, и анализи, Белград и Скопје и све и се. Да, и плати да поделиш тоа што го и споменав на ДДВ, и почетокот. плати, и загуба, и Аха. профит, ебита, амортизациони трошоци и слично. Вие сте извршен директор во Скопје, така? Јас сум извршен директор само во Image PR, Во Image а PR. собственик и ко-собственик во 4 други компании во Скопје и 2 во Белград. А сите поврзани со тие маркетинг, си имаат своји директори Аха. посебно. И улогата на собствениците е да контролираат и да даваат насоки како да се движи компанијата. Како постигнувате се, човек? А, Собственичка. Па затоа што Најдобро е work and pleasure, работата ако ви е задоволство. па мора да ја сакате работата. Вие ја сакате, Јас тоа ја приметувам. сакам. Во политика би се вратиле? Не. И ја би играл така. Ја сакам и тие се комплементарни меѓу себе. Ние правиме еден систем кој што е комплементарен и независен. Значи, ако се појави клиент кој што сака да се направат интегриран сет на комуникации кои што почива на корпоративни комуникации, адвертайзинг, промоции на терен, мониторинг и анализи, ние имаме доволно компании и луѓе тоа да го дадеме во еден пакет. И во Македонија, и во Белград. Но, некој сака само пиар, некој сака само адвертайзинг. Така што таа е една голема слика. Различно, така, сите работат различно. Мислам, Белград работи едно, ви работите друго. Да, секој си функционира како своја посебен ентитет, се бори за своите деловни резултати, за своите клиенти, но кога треба поддршка и помош, ние економски соработуваме. Тоа не значи дека бесплатно работат меѓу себе. Јас не сум во иста собственичка структура во сите компании. Некаде сум со сама, некаде сум со луѓе од Македонија, некаде сум со луѓе од Белград, некаде со луѓе од Хрватска, некаде со луѓе од Чешка. Значи, тие приказни не се баш така едноставни, така што, но тоа во целина дава можност да ја видите големата слика, зашто во денешно време многу е важно да успеете од нападот на многобројните информации кои што ги добивате во текот на едно деноноќие, да ги извадите тие што се важни и да ги вклопите во големата слика и да направите план како од тоа да извлечете најдобро за вашите клиенти и за вашите компании. На што никогаш не би штедели во бизнисот? На луѓе. На квалитетни луѓе. Тоа е нештото кое што не можете да го купите во продавница. И затоа јас ќе повторам, и неколку пати кажав, и уште еднаш ќе кажам, дека сум бескрајно благодарна на професионалноста на тимовите, кои што на вистина се врвни професионалци од областа што ја работат. Јас сум само една од нив. Колку чини еден добар совет? Еден добар совет може да чини вредноста на целата компанија. Затоа што одлуката што треба менаџерот да... Прво, пиарот е менаџерска алатка. Пиарот не е алатка за некој си референт. Тоа е менаџерска алатка која што му служи на менаџментот да воспостави, одржува и гради односи со компанијата и незините значајни целни публики, од која што таа зависи незиниот успех или незиниот неуспех. Ако менаџерот ја игнорира потребата од комуникации и донесе погрешна одлука во врска со тоа, тоа може да го чини и обстанување на целата компанија. За овие 25 години, колку фирми ви поминали низ раце, колку кампањи сте направиле, колку
пиеровски сте се ангажирали, имате представа од прилика? На 400 кампањи, баш нешто броевме. На над 400 компании сте давале Кампањи. 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 Тоа е Значи и PR 400 во кампањата спаѓа и PR Па услуги? тоа е, на пример, соопштенија за јавност може да има 10.000. Да речеме. Добро. Ако 25 години имидж PR, повеќе од 10.000 соопштенија за јавност. Може би 1000 или 1500 медиски брифинзи. Може да 1000 интервјуа, може да 600-700 напишани говори. Тоа се ваша задача. Да. Се вие правите. Комуникацијски стратегија не знам колку сме направиле. Па квартални, па полугодишни, па годишни, па long term communication strategy за 5 години, за 10 години, па тендери, па изгубени, па добиени, многу, многу. И тоа се смеам на работа, вика, да го прашаме Четко што ќе каже за ова. Викам, што ќе опрашувате Четко, влезете на сервер, се имаме. Ние за 25 години толку сме напишале да можеме да си креираме свој AI само за нашите клиенти и за тоа што за нив сме го сработиле низ годините. Тоа е солидна бројка, задоволни сте? 400 компании? Јас кампањи? Значи задоволни, ние сме фабрика, ние цело време работиме. Целите ги поставувате сега, велите секоја година на кога почнувавме. Имате стратегија за 5 години, за 10 се прави тоа или? Па се прави таа стратегија, меѓутоа Балканскиот регион е доста турбулентен и во многу зависи од надворешните фактори. Например, Белград се соочи минатата година со сериозен пат на трноверот на приходот и на активностите заради протестите во Белград. И тоа ниту во сон не сме можеле да го предпоставиме дека ќе се случи и моравме со колегите да бараме некои други алтернативни решенија и производи за да не дојдеме во ситуација да имаме пат или да отпуштаме луѓе, зашто ние, например, ниту во пандемијата, кога се застана, не отпуштивме ни еден вработен. Дали кога ги гледате, веќе влегуваме во финишот, кога ги гледате големите светски лидери и кога ги гледате глупостиви кои што излегуваат по медиумите, тоа значи дека тие сами решаваат за тоа или навистина има некој пиер кој што ги тера, не знам, да прават такви будалаштини глупости? Како ви изгледа вака од страна? Тоа зависи од карактерот на клиентот. Ние, еве, ќе зборувам од свое искуство и од искуство на агенцијата и сме имале во случаите кога сме работеле за поединци, како представници на одредена институција, министерство и слично, кои што ги слушале нашите совети, биле дисциплинирани, ги следеле и направиле навистина блескави политички кариери. А имало и обратно. Кога едноставно клиентот смета дека знае повеќе од агенцијата. И тогаш резултатите се краткорочно можда добри, но долгорочно катастрофални. Така што не би можела да знам што некој некого го советува. Мислите Тоа дека е Трамп една... има пиер, Сигурно, тој сигурно. има, да, меѓутоа... Сигурно. Или па А може во нивната голема слика што ние не ја гледаме, неговите настапи имаат многу валидно и целисходно значење. И сигурно има таргет на кој се обраќаат. Да, ние не ја гледаме големата слика, Да. ја гледаат од друг агол, ние гледаме секвенци. Добро. Клиент кој никогаш нема да го заборавите. Ова се неколку брзи блиц прашања. Сите клиенти не можам никогаш да ги заборавам, на сите сум вложила доволно енергија и сите ги памтам. Одлука која ви го промени животот? Да ја променам комплетно својата кариера во 2002 и својот личен живот. Што денес знаете, а не сте знаеле на 30 години? Неколку работи знам. Прво, дека животот е прекратот да се троши на тривиални глупости. Значи, не треба се нервирате за се и се што, треба барате некоја друга суштина. И пред да поклоните доверба, прво видете го моралниот капацитет на другата страна. Еве, можда тие две лекции се фини за
помладата генерација. Што никогаш повеќе не би направиле? Никогаш повеќе не би направил, не знам. Тоа не знам што не би направил. Кога последен пат си имате исплашена од деловна одлука, од бизнис одлука? Јас не се плашам од Мгм. мојот страф е пред да ја донесам одлуката. Значи процесот на одлучување е стресот, работа на кортизол, не можам да спијам, се будам, запишувам на ливчиња, барам некои сигнали околу мене, бидејќи многу често тие одлуки ги носам во мојата глава меѓу двете јас. И кога ќе ја донесам одлуката, тогаш веќе го немам стравот, ја немам тежината. Одлуката е таа, останува да ја завршиме работата, да биде добра. Ако денес повторно почнувате од нула, што попрво ви направиле? Што е првата работа што би ја направила ако почнем од нула? Да, што ви направиле прво? Би ги поканила најдобрите од областа што ги познавам и би им рекла дали сте спремни да правиме голема работа. Вие почнавте со нула, сега ве враќам назад за да финиширам. Почнавте со нула, како стартуваш? Во финансиска Во смисла? финансиска смисла, да. Па, јас бев во политика, тоа го знаете, работев на политички кампањи како клиент, значи бев од страна на политичарите и работев со агенцијата Идеја Плюс во тоа време. И кога одлучив дека не сакам да се ставам на пазарот на мнозинството, што значи на демократијата и слично, туку сакам да се ставам на пазарната економија и да ја видам мојата вистинска вредност, почнав да работам во Идеја Плюс. И во тој контекст самата смисла на тоа што го гледате својот производ и вложен труд ви дава цел на тоа што го работите. За разлика од политиката каде што вие не можете долгорочно да ја видите целта, нити краткорочно. После сите овие години поминати во бизнис, комуникација, јавност, што е потешко да се изгради успешна комуникација или доверба кај луѓето? Успешна комуникација. Зошто? За да тргнете во успешна комуникација, основата е да имате некаква доверба. Без доверба не може да комуницирате. Вие ќе комуницирате, ама таа нема да е успешна. Значи, за успешна комуникација е многу важен дел доверба. А доверба што е? Добра репутација. Еден совет до сите компании. Бранете репутацијата по секоја цена. И до личности. Тоа е се што може да ви гарантира успех или неуспех. Зависи од тоа како ја креирате. Благодарам што бевте дел од бизнис класа. Благодарам на поканата. Ангелка Пеева Лауренчич, собственик и кособственик на повеќе комуникацијски агенции во земјата и регионот од областа на односи со јавност, маркетинг, промоции, присутни на пазарите повеќе од 25 години. Пеева Лауренчич во бизнис класа. Вам почитувани, ви благодарам што бевте со нас. Ја стартувавме првата епизода од втората сезона. Во првата сезона можеме да се пофалиме со исклучителни бројки, вкупно земено и на YouTube, и на оние рилсови, на социјалните медиуми, и на Instagram, и на Facebook, и на TikTok, па некаде поминуваат повеќе од 1 милион прегледи, така да што ви се заблагодарувам на довербата. Продолжите и понатаму да не следите секој понеделник од 20 часот бизнис класа, овозможено од Diners. Не заборавајте лайк, subscribe на YouTube каналот Мишко Јованов и на Facebook, Instagram, TikTok. Се гледаме повторно за 7 дена. Довидување.